Здраво, мои другарчиња! Еве не во уште едно дружење во новото издание на нашата и ваша емисија Сезнајковци. И оваа недела, како и претходната, ќе другаруваме со децата од детските градинки. Ќе пееме, ќе учиме, цртаме и ќе се забавуваме. Наши домаќини оваа недела се децата од градинката Пролет во Битола. Поточно двете групи од 5 до 6 години Цветови и Срцки. Дека се навистина срцки ќе се уверите и самите, бидејќи иако се мали, тие веќе знаат се за планетата Земја и како треба да ја чуваме и заштитиме. Да, токму ова е нашата тема денеска, за која преку музика и цртежи учат малите сезнајковци. Но пред тоа збор 2 за програмата која се спроведува во детските градинки кои се под капата на Естреја Овадија Мара од Битола. Во текот на оваа воспитна година реализираме програма за рано учење и ран детски развој во сите 36 условно сега или во моментот во сите 34 воспитни групи, како и програмата за рано учење и развој за деца со попреченост, нормално во воспитни групи, редовни воспитни групи, каде што имаме деца со полесна попреченост, како и програмата за едукација на децата од предучилишна возраст во јавните установи, за згрижување на деца, за едукација на децата со одгледување и конзумирање на здрава храна или популарно наречените градини во детските градинки. Тоа се трите програми по кои што и оваа воспитна година ја реализираме воспитно-образовната работа. Во текот на работењето реализираме континуирано и со доста голем успех и 7 проекти, почнувајќи од најстариот, условно, проект Инклузија на деца роми во јавните предучилишни установи, оваа година по 8 пат, потоа проектот Бонтон, проектот за семејството, за стекнување на здрави животни навики, проектот од дете за дете, па проект за рециклирање, како и двете упатства од кои што денес сниманата активност е дел од упатството за стекнување на здрави животни навики, односно за безбедност на децата во обстојувањето и во градинката и во пошироката околина. Нашите дечиња денес на платно под темата "Немаме резервна планета", всушност го искажа она што го научиле, она што е всушност една нивна стекната здрава животна навика да се грижат за планетата Земја, зашто резервна планета немаме. Тоа го обработуваме и во интеграција на еколошката едукација во воспитно-образовниот систем, така да со реализацијата на сите овие проекти само се проширува програмата и сметаме дека успешноста на реализирањето од сите мои колешки, воспитувачи и негователки всушност значи изградување на целосна личност, она што значи постигнување на сите стандарди кај дечињата од предучилишна возраст согласно погоре споменатата програма за ран детски развој. Освен програмите, застапен дел од градинките веќе неколку години е здравата храна, со која што морам да кажам дека и родителите многу се сложуваат и се задоволни од тоа како децата се хранат овде и тоа што го учат. Точно, значи почнувајќи и од она што значише новини од пред известно време во внесувањето на нови производи во листите на јадење на децата, како и по проектот за едукација на децата со одгледување и конзумирање на здрава храна, направени се и прифатени од децата на наше големо задоволство грст измени во листите на јадења. Така за појадок дечињата 2 пати неделно добиваат овесни снегулки, добиваат житарки, добиваат интегрални бисквити. Многу често имаме интегрален леп со намаз од путер, значи маргаринот е сосем исфрлен. Салатите ги зачинуваме исклучиво со јаболкова киселина. Потоа имаме внесено многу зеленчук во вид на салати, меѓутоа и во вид на оброци. Например, денес е ручекот мусака со прас, тоа е една од поновите, да речем, еден од поновите ручеци кои децата многу го прифатија и го сакат. Воведена е тиквата во ужинките, потоа чорба од тиква за ручеците, чорба од просо, исто така ја употребуваме хелдата, значи наместо фиде. Имаме
една новина во десертите шненокли, значи правиме се што представува здрава храна, а која децата, ќе повторам уште еднаш, многу ја прифатија и верувам дека тоа го пренесуваат и дома, а тоа е и целта. Значи да се прошири ова настојување за здрава исхрана и во семејствата и во пошироката заедница, како би имале една здрава генерација која што ни расти. Како што реков и на почетокот, наши домаќини се цветовите и срцките од детската градинка Пролет во Битола. Во продолжение за тоа како тие ја гледат планетата Земја. Како се викаш? Мартин. Што нацрта Мартин денеска? Планета. 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 И друго има и дрвја, така? Зелени, убави. А ти што ни нацрта? Планетата Земја. И освен планетата, што имаме друго на цртежот? Имаме и сонце. Сонце. Чипе. Чекај да видиме кој што ни црта овде. Што е ова синото? Вода. Вода? Друго што има кај околу планетата Земја? Земја. Земја. А колку планети имаме? Една. И што и треба да правиме? Да чуваме. Браво! А кај тебе што има, кажи ми на цртежот? Ете 3 планети помеѓу Земјата и ова е кучица. И деца има. Да. Колку убави човечиња. Браво! Што прават тие? Си играат. Си играат со животните, така? И ја чуват планетата Земја. Да. Да? А кај тебе што имаме на цртежот? Сонце. Сонце. И друго? Биле, облаци, луѓе, цвеќе, топка кај што играат децата е тигар. Небото плаче, облакот пее, лист есенски скока и се смее. Ветерот ги ниша, гранките голи, а едно врапче на прозорец за трошки моли. Есента облека жолта се скрои, дождо на глиста лази и брои. Сонцето златно зад облак се крие, дрвото дождовни капки пие. Некаде наутро паднала сла, во шумата сите собрале храна. Животните брзаат кон куките свој, зимата студена на прагот ни стои. Секој дете на граинка знае што да прави, луѓето, птиците и животните за да бидат здрави. Земјата е само една, Богу е вредна, вираѓа Богу плодови разни, фрижидерите нема да бидат празни. Задачата е лесна, како да пееш песна. Чувај
Сакај го воздухот чист, чувај ги дрвјата и нивниот лист. Ке засадуваме дрвја нови, со чист воздух ке се засладуваме. Секој може да влијае на животната средина преку неколку едноставни чекори што може да се направат и во секојдневниот живот. Еве некои примери. Шетајте, возете точак, користете јавен превоз. Изгаснете ги сијалиците што не ви требаат. Кога купувате нови апарати, секогаш бирајте модели кои што штедат енергија. Плаќајте сметки преку интернет. Рециклирајте, рециклирајте и рециклирајте. И славете го денот на планетата Земја како да е секој ден. Водата е здрава, ако е чиста водата, треба да е прозирна и бистра. Чистата вода може да те пие, за таква вода лице и рате да те мие. Нечистата вода од изворот тече, бистра е таа, секој ќе рече. Изворот од планина чиста ни дарува вода здрава и бистра. Во светот живее деца црни, жолти, бели. Светот е цвена градина, секојаш така се вее. Во светот другаруваат деца од сите раси. Таквата убава слика целиот свет го краси. Што здрево есен здреат, јаболка, круши, дугни, но и некои дечиња зелени, што до вчера биле во пелени. Не е лага, јаболка сум берен, крушијето и нисливи и гроздијат врба и од ложија киви. Зашто дождот паѓа по покривите на куќите, тажна песна веќе, вела тој паѓа, а нема скала за да слезе.
Освен за планетата Земја, побаравме одговори на прашањето што е роден ден, зошто славиме роден ден и како треба да изгледа тоа. Слушнете што за ова имаа да кажат нашите сезнајковци. Роден ден е некој кој ќе прави, кој ќе слави и нешто и кој ќе му се менуват годините. Роден ден е нешто кога слави едно дете. Роден ден некој да слави роден ден и ќе ми донесат поклони. Тогаш добива многу подароци и многу поклони. Алишта, играчки. Например, тато ќе ми купи или мама ќе ми купат балони, торти и колачиња. Местиме маси, местиме столој и славеникот носи благи и сокци. А ми имаме таму другарчина, таму играме забава, има многу играчки, си играме, си јадиме торти и си бегаме. А на она што можам да се сетам кога бев мала е дека сакам да бидам голем. Веројатно желбата на секој дете е да стане голем или да биде повозрасен, меѓутоа ако останува збор за што сакам да бидам зборувајќи за професијата, ја често пати на мајка ми велев: "Мамо, сакам да бидам функционер." Не бев баш сигурен што значи тоа, меѓутоа сакав да бидам функционер, воопшто не размислав дека еден ќе станам музичар, басист во позната група или слично. И никогаш не станав за среќа функционер, за среќа станав музичар. Среќен сум, правам музика и ги учам на тоа и моите деца да станат и да го сакаат она што сакаат да го работат, а тоа е уметноста, музиката, барем тоа сакаат да го работат и други фини работи. Тоа е тоа, деца, бидете фини и бидете креативни. Поздрав! Овде е крајот на нашето дружење денеска, но ви ветувам уште поинтересни содржини наредната недела во новата емисија на Сезнајковци. До тогаш гледајте го и нашето репризно издание во среда во 17 часот и во сабота во 10 часот. Се гледаме за 7 дена. Чао!